Благодарам. Почитуван колега Исмаили, од ова што сега го слушнавме, констатиравме дека сте свесни дека СДСМ лажат. Тоа го потврди и колегата Пренчев. И ништо не е спорно. 5 години ви го збориме тоа. Јас се чудам на вас како не можевте да ги прочитате граѓаните. Затоа што она што 5 години го зборуваме дека лажат, вие не го прочитавте, влевовте в влада со нив. Па народот одма после оние нивни билборди, бесплатно здравство, администрацијата ќе одела ваму, учениците ќе оделе таму, свати колку е саатот. Ама вие, возејки се на возот наречен Европа, кој што само името од нив декларативно Европа, а потезите и шините ги нема, како коридорот кој што Хари Локвенец го прави 3-та година или 4-та поред, за кој што одржа куп пресконференции средби со колегата од Софија, а на лице место ништо нема, истата приказна и ова што ни го продаваат тука. И добро, човечки е да сакате вака да помогнете да влеземе во Европа. Ама свативте вие. Свативте и вие и се чудам сега на Алијанс. Тие пак сега ќе не возеле кон Европа. Нити шина има, сега па и локомотива нема. Сега па и локомотива нема. Важно ќе се возиме кон Европа. ВМРО е стигматизирана, ВМРО е таа која што не прави ништо за албанците. Ние, раковте и сами, на име на целата штета која што можеше да ни се случи, направивме средба, ама ја вратете во филмот назад. Кога албанците добиваа повеќе бенефит? Кога се градеше за албанците? И сали, и патишта, и водоводи. Во времето на ВМРО ДПМН. Сега, како билбордите кои што ги имаа за Европа, така и резултатите и реализацијата од оваа влада. И ние се чудиме, не можеле влада да изберат во 2 министерства и министрите и замениците ги сменија и сега тие министерства се замрзнати. Па, требаше и на нас да ни биде јасно дека моментот кога снема образци за лични карти, регистарски таблички, свидетелства, еве сега учебници, дека тука нема концепт, дека тука се возиме на гласот на јавност. Штом ќе реагираат граѓаните, тогаш почнуваат пресконференции за одредени теми. Резултати, реформи, успеси, колега Хусни Исмаили нема. Благодарам.